Истече законскиот рок од 20 дена за исплата на штедните влогови на граѓаните чии пари беа блокирани со затворањето на Евростандард. Исплатата требаше да почне на почетокот од месецов. Рокот помина, а оштетените штедачи од Евростандард банката се уште си ги чекаат своите пари. Кога точно ќе ги добијат, барем засега не се знае. Останува само да се молат на Бога дека во скоро време ќе добијат некаков абер. Заглавени се пари на повеќе од 100.000 граѓани, најмногу на пензионери, социјалци, но и на вработени кои земале плата преку банката. До сега требаше да се исплатат 72 милиони евра, но и парите на оние кои имале заштеди до 30.000 евра. Фондот за осигурување на депозити информира дека обештетувањето на депозитите ќе биде еднократно, а датумот на исплата ќе се знаел следните денови. Веќе се подготвува распределбата на депонентите по банки и сплатувачи и се изготвуваат потврдите за депозит, со цел процесот на исплатата на обештетувањето да се одвива максимално ефикасно и едноставно. Наскоро ќе биде соопштен датумот кога ќе започне исплатата. Сопственикот Трифун Костовски ја обвини гувернерката за стечајот на Евростандард. Рече дека таа уште пред една година планирала да ја ликвидира банката. Костовски ги повика председателот, премиерот и собранискиот спикер да помогнат во исправувањето на оваа, како што ја нарекува, неправда со која најоштетени се граѓаните. Инаку укинувањето на дозволата на Евростандард банката нема да влијае врз стабилноста на другите банки, велат од светската рейтинг агенција Стандард и Пурс. Во најновиот извештај таа го потврдува кредитниот рейтинг на нашата земја со ББ-, што значи стабилност.